Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Продолжуваме со обработка на глава 2 од посланието до Галатјаните. Ке го прочитам стих 19. Слушнете што напишал апостолот Павле. Преку законот умрев за законот, за да живеам за Бога. Се распнав заедно со Христос. Тој всушност го вели следното. Кога Христос умре, тој умре наместо мене и ја плати казната која јас требаше да ја платам, бидејќи законот ме осуди. Законот беше даден за да им покаже на луѓето дека се грешни и дека не можат да живеат согласно Божјите свети стандарди. Затоа, законот ги осудува луѓето. Со оглед на тоа што никој не може да го исполни законот, тоа значи дека сите луѓе ќе се соочат со Божјиот праведен суд. Но, Бог го даде неговиот син Исус Христос да умре за нас и на себе да ја земе казната која ние ја заслуживме. Бог најде начин да ги спаси грешниците. Законот не обвинува. Сам по себе не е лош, но ни кажува дека ние сме лоши и грешни. Секој од нас е виновен, бидејќи секојдневно го прекршуваме Божјиот свет закон. Исус умре поради нашите гревови, за да ја плати казната која ја заслужуваме. Кога Павле вели дека умре за законот, тоа значи дека не е веќе одговорен пред законот. Законот веќе не осуди и не погуби, и затоа сме мртви за него. Законот не можеше да го стори за нас тоа што го направи Христос. Исус ни даде живот и секој кој верува во него го има тој живот. Секој кој сака да добие спасение преку пазењето на законот, се осудува себе си на вечна пропаст. Само Христос може да не спаси. Ке го прочитам стих 20, кој е можеби најпознатиот во ова послание. Слушнете ги зборовите на апостол Павле. И јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. А тоа што сега живеам во тело, живеам со верата во Синот Божји, кој ме возлюби и себе се предаде за мене. Овие зборови ја опишуваат духовната состојба на секој вистински христијанин. Ова не значи дека треба да сакаме да бидеме буквално распнати со Христос. Во овој стих Павле само се поистоветува со него. Тој не вели сакам да бидам распнат со Христос, туку јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. Со други зборови, неговата порака е следната. Мојата смрт веќе се случи. Јас не сум жив. Христос живее во и преку мене. Спасението за Павле не дојде преку исполнувањето на законот, туку преку верата во Господ Исус Христос. Законот не обвини, а Христос не ослободи. Смртта на Исус на крстот не беше само казна, туку истовремено беше и замена, бидејќи тој умре наместо нас. Тој не е само жртва за гревот, туку и замена за грешниците. Во овој дел од посланието, Павле како да вели, законот ме сослуша и ме осуди на вечна смрт. Но Христос ја понесе наместо мене. Јас сум распнат со него и тој живее во мене. Забележете дека прво вели не живеам, а потоа вели а животот што го живеам. Која е вистината? Дали Павле живееше или не? Одговорот на двете прашања е да. Од една страна, Павле не живееше за законот, а од друга страна беше жив бидејќи Христос живееше во и преку него. Кога пред многу години бев пастор во еден поголем град, после богослужба ми пристапи млад човек и ме праша: дали живеете распнат живот? Всушност, сакаше да ме праша дали секојдневно се распнувам себе си на символичен начин. Мислам дека мојот одговор го изненади. Му реков: не, дали ти живееш распнат живот? На почетокот не знаеше што да ми каже, но сепак одговори: да, се обидувам да го правам тоа. Му реков: но ти ме праша дали живеам распнат живот. Јас ти го поставувам истото прашање и очекувам да одговориш со да или не. Јас одговорив со не. Кој е твојот одговор? Неговиот одговор беше ист. Се обидувам да живеам на таков начин. Му реков: тоа не е одговорот што го барав. Или живееш на тој начин, или не. Одлучи се. Јас лично мислам дека не можеш да живееш таков живот. Ме праша: зошто да не? Му одговорив: овој стих од Галатјаните не се однесува на темата која ја отвори.
Тоа што сака Павле да го каже не е дека сака да биде распнат со Христос, туку дека веќе е распнат со Христос. Со други зборови, апостолот им дава до знаење на христијаните во Галатија дека е виновен пред законот, а казната за неговата вина ја плати Исус на крстот. Со тоа што се поистоветува со Христос, Павле вели дека смртта на Христос е и негова смрт. Истото важи и за животот на Исус. Павле е жив, бидејќи Исус е жив. Затоа, кога велиш распнат сум со Христос, мора да разбереш која е поентата на апостолот Павле. Се надевам дека тој разговор му беше од некаква корист на младиот човек. Во глава 6 од посланието до римјаните пишува дека христијаните се погребани со Христос преку крштевањето. За време на крштевањето, ние се поистоветуваме со смртта на Исус преку потопувањето во вода, а со излегувањето од вода се поистоветуваме со воскреснатиот и новиот живот. Не сме веќе ние тие кои живеат, туку Христос во нас. И токму тоа треба да биде желбата и стремежот на секој искрен христијанин. Христос да живее, а ние, односно нашата себичност и грешност, да умрат. Христос не умре за ние да можеме да исповедаме вера во Него, а сепак да продолжиме да живееме во грев. Баш напротив, Павле вели дека го живее животот со вера во Божиот Син. Христијанскиот живот е живот со вера. Спасени сме преку вера, чекориме по вера, живееме по вера и ќе ја завршиме животната трка преку вера. Да се живее со вера, значи да се живее согласно на Божјите ветувања и зборови кои се запишани во Библијата. И тоа е една од главните цели на ова послание, да ги поттикне галатјаните да живеат на тој начин. Павле вели, живеам со вера во Божиот Син кој ме засака и се даде себе си за моето спасение. Христос ја покажа неговата љубов на дело. Не само што зборуваше за љубовта, туку и ја покажа. Тој не можеше да седи на небото и оттаму да ја изразува својата љубов кон нас. За да ни покаже дека не сака, тој требаше да дојде на овој свет и да се даде себе си за да не спаси. Но тоа спасение не важи за сите луѓе, туку само за оние кои ќе го прифатат со вера. Тоа ви е исто како некој да ви даде подарок. За да биде ваш, треба да го земете. Истото се однесува и на спасението. Бог ни обезбеди спасение преку неговиот Син Исус Христос, но доколку сакаме да го имаме, мора да го прифатиме со вера. Овој стих е една од причините зашто јас лично верувам дека апостолот Павле беше присутен на Голгота кога Господ Исус беше распнат. Не заборавајте дека пред да биде христијанин, неговото име беше Савле и тој беше еден од фарисеите, онаа религиозна група која го договори распнувањето на Исус. Савле беше еден од оние кои најмногу ја прогонуваат црквата. Со оглед на тоа што беше дел од школата на Гамалиел, која се наоѓаше во Ерусалим, големи се шансите дека и тој беше присутен во Ерусалим за време на распнувањето. Не знам, но можеби и Павле беше еден од оние кои го исмеваа Исус. Се разбира, не тврдам тоа дека сигурно се случи, но сметам дека има шанси да било така. Откако го запозна Христос и поверува во Него, Павле можеше да каже, иако го исмевав и му се противев, сепак тој се грижеше за мене и не се откаже од мене. Јас го мразев, а тој ме сакаше. Толку многу ме засака, што го даде својот живот за мене, за да ме спаси од вечната смрт. Тоа е најголемата жртва која некој може да ја даде. Да се жртвува себе си од љубов кон другите. И не само тоа, туку Павле се сметаше себе си за најголем грешник. Тоа не беше хипербола. Кога напише дека е најголем грешник, тој всушност кажа нешто што навистина го мисли и верува. Апостолот беше свесен за своите гревови и дека не е достоен за Божјата љубов. Тоа е еден од предусловите кои треба да ги исполни секој кој сака да го добие спасението. Не можете да го добиете спасението ако не признаете дека сте грешни, а со тоа и да признаете дека имате потреба да бидете спасени. Стих 21. Не ја отфрлам благодатта Божја, зашто ако праведноста се придобива преку законот, тогаш Христос залудно умрел. Поентата на овој стих е следната. Ако имаше друг начин на кој ние луѓето можевме да се спасиме, таткото немаше да го прати Христос на овој свет,
туку ќе го искористеше тој начин. Ако Бог можеше да ни даде одреден закон или религија преку кој ќе можеме да се спасиме, сигурно ќе го стореше тоа. Но единствениот начин преку кој можеме да се спасиме е преку жртвата на Исус Христос. И Отецот беше подготвен да ја направи таа жртва. Една од главните теми на ова послание е оправдувањето по вера. И во следните стихови апостолот Павле ја обработува токму таа тема. Како што ќе забележите, на моменти е доста строг кон галатјаните, но тоа го прави со одредена цел, за да ги отрезни и вразуми. Апостолот всушност ќе го спомни искуството на христијаните во Галатија, односно ќе ги врати назад на почетоците, кога ја примија христијанската вера. Во следните стихови, тој се обидува да ги поттикне да размислат на прашањето дали го добија спасението преку вера во Исус Христос или преку пазењето на законот. Се разбира, сите го знаеа одговорот на ова прашање, но сепак беше важно да си го повторат и да размислат за тоа. Ако спасението се добиваше според делата, галатјаните никогаш немаше да го имаат. Но, кога Павле за прв пат проповедаше кај нив, тие ја примија пораката на Евангелието, според која спасението се добива врз основа на Христовите заслуги, а не нивните. О, неразумни галатјани, кој ве магепса, да не се покорувате на вистината? Вас, пред чии очи Исус Христос беше јасно насликан раснат меѓу вас? Во некои преводи стои «О, безумни галатјани». Зборот кој е преведен како неразумни или безумни е тесно поврзан со зборот памет или ум. Со други зборови, апостолот Павле им вели не го користите умот во однос на овие нешта. Во денешен контекст, можеби апостолот Павле би рекол имате ли памет во главата? Или зашто ви служи главата? Ако мислите дека овие зборови се строги, ќе се согласам со вас. Но тоа не значи дека пристапот на Павле е погрешен. Има ситуации кога ваквиот пристап не само што е добар, туку е и неопходен. Павле не им го пише ова на галатјаните за да ги навреди, туку да ги освести. Тој им вели, Христос беше насликан пред вас. Ја видовте неговата убавина и ја прифативте. Зошто сега се предомислувате? Зборот насликан е многу добар превод на оригиналниот грчки збор кој се користи во овој стих. Прашањето е, кој го наслика распнатиот Христос пред галатјаните? Прво, сакам да знаете дека не станува збор за буквална слика, туку за проповедите на Павле. Преку неговите зборови, тој им го представи распнатиот Христос на галатјаните. Стих 2. Само ова сакам да го дознаам од вас. Преку делата на законот ли го добивте духот или преку пораката на верата? Павле пак ги враќа галатјаните на нивното искуство и ги поттикнува да се потсетат како го примија Светиот Дух. Ова е многу важно прашање за нив, но е и едно од поважните прашања поврзани со христијанската вера. Искуството на галатјаните беше следното. Павле дојде во нивната област, го проповедаше Евангелието, или, како што вели тој, го наслика распнатиот Христос пред нив, тие поверуваа и го примија Светиот Дух. Секој кој го има Светиот Дух во себе, го има Божјото спасение. Нивното искуство се вклопуваше со пораката на Евангелието, дека спасението се добива по благодат и преку вера. Не велам дека искуството треба да биде извор на нашите верувања, но ако искуството се вклопува со Божјото учење, тогаш треба да го земеме в предвид и да учиме од него. Лажните учители во Галатија проповедаа поинакво Евангелие и тврдеа дека спасението се добива преку вера во Христос, но и извршување на делата на законот. Павле не сакаше да направи компромис со нивните учења и затоа беше подготвен да аргументира. Прво, врз основа на Евангелието, а потоа и врз основа на искуството на галатјаните. Пред некое време ми кажаа дека во една црква застанал некој човек и прочитал дел од писмото. Откако го прочитал текстот, рекол: овој стих има многу различни толкувања. Со оглед на тоа што не сакам да предизвикам недоразбирања или расправи во црквата, ќе ви кажам што значи овој стих врз основа на моето лично искуство. Искуството е важно, но во вакви случаи не треба да се следи. Секое искуство кое се противи на Божиот збор или кое се зема како почетна точка за толкување на Божиот збор,
сигурно ќе води кон заблуда. За да биде прифатлив извор на поука, искуството треба да биде потврдено од Евангелието. Во овој дел од посланието, Павле поставува неколку исклучително важни прашања. Всушност, станува збор за 6 прашања поврзани со начинот на кој галатјаните ја прифатија верата. Првото прашање го прочитавме пред малку и гласи: преку делата на законот ли го добивте духот или преку пораката на верата? Ниту еден човек во историјата на човештвото го нема примено Светиот Дух врз основа на законот. Да се прими Духот врз основа на законот, значи да се живее совршен живот, а тоа не му успеало на никој досега, што значи дека примањето на Духот е преку вера. Второто прашање е следново: толку ли сте неразумни? Откако почнавте со Духот, со телото ли сега завршувате? Со други зборови, ако Светиот Дух е тој кој ве роди духовно, ве донесе при Христос, и ако Светиот Дух живее во вас, зарем сега ќе се вратите назад кај законот? Зарем не сваќате дека Христос дојде бидејќи не можевте да се спасите преку законот? Слушнете што вели во стих 4. Зарем залудо толку многу претрпевте? Да беше само залудо. Павле им вели: сетете се колку пострадавте за верата и за Евангелието. Зарем сето тоа ќе биде напразно? Ако одлучаа да се подчинат на законот и со тоа да се обидат да го заслужат спасението, галатјаните всушност ќе одлучаа да ја порекнат силата на Христовата жртва. Оној пак, кој ви го дарува Духот и прави меѓу вас чудеса, преку делата на законот ли го прави тоа? Или преку пораката на верата? Легализмот е едно од најштетните појави во црквата и е учење кое заробило и се уште заробува голем број луѓе. Тоа е една од главните причини зошто некои цркви се духовно мртви. Тие следат некаква форма на легализам, а легализмот е учење кое не им дозволува на луѓето да живеат во слободата која Христос им ја дава. Знаете што значи да се биде слободен во Христос? Слободата во Христос значи дека можеме да го славиме и обожаваме и да живееме во согласност со неговата волја, слободни од последиците и силата на гревот во нашите животи. Вистинската слобода ни нуди можност да живееме во согласност со волјата на Бог. Тоа не можеме да го сториме со своји сили. Но во Христос имаме слобода. Слободни сме да правиме добро и слободни сме да му кажеме не на гревот. Затоа, да не се впрегнуваме во јаремот на легализмот. Ние му припаѓаме на живиот Христос, кој не ослободи од робството на гревот. Тоа е навистина прекрасно. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.